Здраво на сите уште еднаш, еве сме во 10-ти туторијал веќе. Денеска уште сме 3 април, одморив малку и собрав уште малку сила да позборуваме уште малку. Значи, во овој туторијал ќе зборуваме за for циклусите. Затоа, ајде да најпрво да се присетиме на while како изгледаше. Уште еднаш да го направиме истиот пример што беше неколку туторијали претходно, каде што печатавме броевите од 0 до 10 и тоа беше тоа, мислам. Значи идеме вака, значи прво деклариравме една бројач интеџер целобројна променлива, иницијализираме една вредност 0, while пишуваме while циклус. Условот ни беше додека и е помало, нема бројач, е помало еднакво на 10 и додека овој услов е точен, console.writeLine го печатавме бројот и велевме и е пак со тоа и бројач е еднакво на бројач плюс 1. Сега го памтите ово што беше пример. Значи, вртевме од 0 до 10 и ги печатавме сите броеви. Сега, ова бројач е еднакво на бројач плюс 1. Најкратко може да се запише како нешто како бројач плюс еднакво 1. Значи, ова е истото што значи бројач е еднакво на бројач плюс 1. Исто може да го направите со минус еднакво, помножено еднакво, поделено еднакво, значи во секој случај ќе ви значи бројач е еднакво на бројач операцијата која да е множење, делење и што и да имаме после тоа. Значи ако е со наместо овдека плюс множење, значи тоа било бројач еднакво на бројач плюс 1. Но ајде да се задржиме на ова плюс еднакво. Истото ова може да го запишеме уште пократко како бројач плюс плюс. Што е сосем износно. Бројач ќе прими вредност бројач плюс 1. Значи вредноста на бројач ќе се зголеми за 1. Ајде да пробаме го, да видим дека се си работи кој што треба. Ето гледате 0, 1 до 10 и се е тата-мата. И сега рековме дека ќе зборуваме за for циклуси. Значи, кога што имаме while циклуси, имаме и for циклуси, со малку поинаква синтакса. For, отвараме заграда и овоа кај while го имавме итераторот надвор, сега ќе не биде итераторот внатре. Го викам итератор, значи бидејќи тоа ни ги итерира колку пати ќе се повторат циклуси. Интеџер, ајде го крстиме со домосот, итератор е еднакво на 0, точка запирка, после итераторот иде условот, итератор помало или еднакво од 10, точка запирка и што сакаме да направиме. Итератор плюс плюс или итератор плюс 1 или како и да е, значи ова не е скратената форма. И ако го ставиме истото ова, значи без повторно да го зголемуваме бројчот, сега требаше итератор да биде. Значи синтаксата е таа разлика. Значи итераторот што не бил бројач претходно, од тука оди внатре како прв параметар, втор параметар ни е условот, ево го, условот и трет параметар ни е промена на итерацијата, или кога зголемуваме бројачот за 1 или намалуваме за 1 или што и да е. Че ако ова го искоментираме, го избришаме save и ја стартуваме програмот, ќе видиме дека резултатот ќе ни биде скроз ист. Кој што гледаме истиот резултат од 0 до 10. Во овој туторијал ги поминавме for циклусите, бидејќи во наредниот планирам да зборуваме за array или за низи, а тоа доста добро ќе ни помогне во врска со тоа for циклусите. Затоа, дечки, бидете ми поздравени и ОЗЗ.